Добар ден на сите. Ја отварам втората редовна седница на Советот на општина Чешиново Блешево. Прво, го имате записникот од првата седница. Ако имате некакви забелешки за... Ајде, Бранко. Значи, мојата забелешка се однесува. Добро се доставени материјалите од службени гласници, деловници, статути, ребаланс на буџет. И сето тоа е добро. Меѓутоа, пожелно би било во иднина овие материјали да се доставуваат дома неколку дена однапред. Значи, јас сега да гледам ребаланс на буџет, да читам записници, значи нема време. Едноставно не е можно. Испаѓа дека сме дојдени, материјалите стојат, а немаме време да ги проучиме, што е нормално, и излегува дека само треба да изгласаме, ништо друго. Значи, апелирам за понатаму, окей се со материјалите, меѓутоа материјалите да доаѓаат на време на домашна адреса неколку дена порано, за да имаме време да ги проучиме и да дебатираме одека. Тоа е моје. Сега заради кратките рокови и за донесување на ребалансот од понатаму, секојаш 7 дена, 5 до 7 дена ќе бидат материјалите доставени до дома. Мислам дека тоа ќе оде како што треба да биде. Ајде, може ли само да оставам на глас? После дополнување на изјавата на советникот Бранко. Значи, советници, јас ви спомнав и на конститутивната седница дека доставувањето на материјалите и сите потреби во врска со администрацијата ќе бидат навремени спрема советниците, доставувани на време и комплетирани на време. Покрај тоа, во разговор со администрацијата се договоривме дека секој од вас треба да формира и електронска пошта, за да може и побрзо, и поточно, и попрецизно да ги имате сите материјали на времено доставени до кај вас. Затоа апелирам до вас и ви замолувам да си активирате електронските сметки и пошти, за да може да ги добивате материјали и по електронски пат. Благодарам. Записнико, ајде да го својаме записнико, ставам на гласање. Кој е за? Против нема. Усвоен. За седницата го предлагам следниот дневен ред. Одлука за именување на членови на Комисијата за финансирање буџет, даноци, локален економски развој. По 2. Одлука, да ги читам ли сите, ги имате сите пред вас, а? Ги читам. Добро, важива. Одлука за именување на членови на Комисијата за урбанизам, комунални дејности и заштита на животна средина. Одлука за именување на членови Комисија за општествени дејности. Одлука за именување на членови Комисија со статут и прописи. Одлука за именување на членови Совет кои ќе учествуваат при склучување бракови. Предлог програма за зимско одржување на локални патци, правци на територија општина Чешиново Блешево 25-26. Одлука за освојување на измените и дополнување на буџетот на општина Чешиново Блешево 25-та, втор ребаланс за буџетот на општина Чешиново Блешево за 25-та година. Предлози и прашања и да го надополниме дневниот ред уште со една точка за именување на 2 члена во управниот одбор во и градинката во Чешиново Блешево. Дали некој има нешто да донаполни дневниот ред? Нема. Го ставам на гласање. Кој е за? Го усвоивме дневниот ред. Да почнеме со прва точка. Одлука за именување на членови на Комисијата финансирање буџет, даноци и локален економски развој. Го молам председателот на Комисијата мандати прашања да се произнесе. Благодарам.
Од работната комисија на мандатни прашања, избор и именување на седница одржана на денешен ден 14.11.25, со почеток во 9 часот. На одржаната седница се донесени следните заклучоци. Комисијата за финансирање, буџет, даноци и локален економски развој, членове Горанчо Демишков, Грозде Митров, Дарко Стојанов, Дивна Зафирова, Виктор Нестов. Комисијата за урбанизам, комунални дејности и заштита на животна средина. Членови Владко Заов, Бранко Стојменов, Борче Гигов, Александар Саздов, Даниел Гоцев. Комисијата за општествени дејности. Членове Владко Заов, Христина Ѓоргиева, Бранко Стојменов, Грозде Митров, Горанчо Димишков. Комисијата за статут и прописи, Даниел Гоцев, Борче Гигов, Дивна Зафирова, Виктор Нестов, Грозде Митров. Членови на Советот кои ќе учествуваат при склучување на бракови. Значи, овој предлог, значи, тука се донесени секој поединечно, но доколку некој е спречен, значи може да си направиме замени ние. За месец јануари е Горанчо Димишков, за месец април, месец февруари, се извинувам, Александар Саздов, а март го имам испуштено. Месец зашо? Нели февруари? Ај чети ги, јас ти четам. Виктор Нестов, Март, Виктор Нестов. Да, имаме Април. јануари, февруари, го немаме месец март. Виктор Нестов. Значи Виктор Нестов, Даниел Гоцев, Грозде Митров, Христина Ѓоргиева, Дивна Зафирова, Бранко Стоименов, Владко Заов, Борче Гигов, Дарко Стојанов. Кој месец? Не бе, добро не е. Не, пошто го имам еден месец имаме прерипнато тука. Според списокот на кој се подпишува. Доколку нема некои нови предлози или забелешки од останатите членове на Советот, јас би ве замолил, ако нема некоја допуна, ако се слагаме сите со овое, може да го ставиме и извештајот на гласање. Прво да прашам дали има некој забелешка, некоја. Повели Грозде. Почитувам председател на комисијата за мандатни прашања. Мислам секоја комисија треба посебно да се гласа, не за сите на еднаш. Ти вака и почита си. Јас читав само извештајот. Доколку нема, ќе почнеме со гласање на Ајде вака, значи почнуваме од првата точка. Одлука за именување на членови на Комисијата за финансирање, буџет, даноци и локален развој. Предлог на комисијата е Горанчо Димишков, Грозде Митров, Дарко Стојанов, Дивна Зафирова, Виктор Нестов. Да се изјасни, да го ставам на гласање. Кој е за? 11 за, против нема. Комисија по 2. Комисија за урбанизам, комунални дејности и заштита на животна средина. Владко Заов, Бранко Стојменов, Борче Гигов, Александар Саздов, Даниел Гоцев. Оставам на гласање. Кој е за? 11 за, против нема. Комисија за општествени дејности. Владко Заов, Христина Ѓоргиева, Бранко Стоименов, Грозде Митров, Горанчо Димишков. Кој е за? 11 за, против нема. И комисија за статут и прописи. Даниел Гоцев, Борче Гигов, Дивна Зафирова, Виктор Нестов, Грозде Митров. Кој е за? 11 за, против нема. За одлука за именување на Советот кој се за присклучување на бракови. Дали се согласувате со списокот како што е направен, да го ставиме на гласање, дали се согласувате со сите? Кој е за?
Одеме по 6 точка. Предлог програма за зимско одржување на локални патишта, правци, улици, територија Чешиново, Блешево. Имате ги материјалите пред вас. Ако сакате, можете да разгледате. Ако сакате, ако треба објаснување, да повикаме некој за да објасне нешто, ако има потреба. За одржување на зимското одржување на патиштата на локалните патни правци, на самата програма би се ставени кои се приоритетни патни правци, кои се од првостепено, второ нели значење со цел да имаме напречено функционирање на сообраќајот на територијата на општина Чешиново, Блешево. Обично по пракса договор се склучува со комуналното јавно предпријатие, тие ќе бидат задолжени за тие зимски услови за одржувањето. Ако ви треба некое подетелно објаснување врската со програмата, кои се приоритетни второстепени патишта, ќе го повикаме предлагачот кој што е направил програмата, па ќе ви објасни детално конкретно некој прашање ако имате за него. Сите се опфатени населени места, инспектор и комунални инспектор Јане. Сите населени места се опфатени у самата програма, ќе видите дека сите се опфатени, ќе прогледнете у програмата дека секој ќе излава на главен пат да може да се уклучи. Предвидено очистењето како да биде у вечерни часови. Оваа програма, која комисија припаѓа до урбанизм? Програмата ја прават од администрацијата. Не ја прават. Оваа комисија треба се свика за оваа програма. Па не свикуваме комисија за таа програма, обично ги изготвува администрацијата, вие погледнате дом. Што комисија да се свика за програма? Не, како се почетен не спорам. Предлог програма за зимско одржување на локални патни правци на територијата општина Чешиново, Блешево. Дали има некој забелешка? Предлогот го ставам на гласање. Кој е за? 11 за, против нема. Ќе дадам 5 или 10 минути пауза да повикаме за седмата точка за усвојување на измените и дополнување на буџетот на општина Чешиново, Блешево. Ќе повикаме од службите да ни појаснат. 5 минути пауза да дојдат да ни појаснат. Може. Ајде.
Ајде да продолжиме. Точка 7. Одлука за освојување на измените и дополнување на буџетот на општина Тишиново Облешево за 25-та втор ребаланс на буџетот. Да се го молам представникот на финансии по точка 7 отварам расправа. Кој сака ба разбор? Бидејќи никој не ба разбор, одлуката ја ставам на гласање. Кој е за? Констатирам дека едногласно е усвоен ребалансот на буџетот. Со дополнителната. Да преминеме на следната точка, дополнување на дневниот ред. Барање за именување на 2 члена во управниот одбор во градинката Звездички. Може да давате предлози за 2 члена во управниот одбор во градинката, да ги изгласаме. Треба до објаснување за оваа точка, можеме да повикаме, имаме представник што може да објасне, ако има потреба. Или ајде Дивна, објасни. Благодарам, председателе. Од управниот одбор ќе треба 20 члена да се именуваат. Ти да се неплатени. Еден Земан, Филип Петров. Сега треба да се изгласат, да се предложат од тука ако може. Кој е, тоа е претходно дебатиравме дека се неплатени, па да имат и познавање од. Може и од Совето тука и може и надворешни. А надворешни тоа. Благодарам. Вака. Јас имам предлог за 2 члена, тоа е Елена Ѓоргиева и Наташа Моневска. Тоа се надвршни членови. Елена Ѓоргиева е учителка по македонски, Наташа е родител, значи за предлогот да го ставам на гласање, кој е за? Наташа Моневска од Облешево, Елена Ѓоргиева од Соколарци. Предлог го ставам на гласање, кој е за? Сите ли се? Сите ли се? Бранко гласа ли? Не. 10 за. Кој е? Не. Против или воздржан? Констатирам дека предлогот е усвоен. И отворам 8-та точка, тоа се предлози, прашања и барања. Молам кој мора збор. Ајде, Владко. Почитувани колеги советници, почитуван градоначалник, присутна администрација. Сакам да укажам за 2 прашања кои се од големо значење за нашето село Чифлик. Има одобрен проект за пат. Тоа е кога одиме од Кочани према Штип, вториот влез. Не знам кој го има направено проекто. Не почнува од магистралата, него после 100 метра од магистралата и до после црквата Мосто што е 50 метра од мостот. Тај пат после мостот 50 метра е во одлична состојба и сега тај пат по укажување дека треба да се гребе, а другиот пат што е 100 метра во многу лоша состојба, да го оставиме.
Сакам надлежните да излезат на увид и да се реши тај проблем. Друго, за првиот влез, ние го видим првиот влез од Кочани према Штип, е во многу лошо состојба. И многу го отежнува го возењето на возилата, а и на пешаците, на пешаците и на учениците. Су изложени опасност. Јас имам некои слики направив, сакам колегите да ги погледнат. И кога ќе се прави патот, со разговор од администрацијата, кажаваме дека патот треба да биде направен до 15 декември. Патот Прохопчински, улицата Прохопчински. Ако не е направен до 15 декември, значи може да ни пропадне проектот. Сакам да ги разгледате вие слики. Тоа е патот од првиот влез, може да ја покажеш зашо се работи. И ако може да се стави на точка на дневен ред за гласање, ако за да може да се, па некој не знае за тоа наприв слики, за да може и камерата да регистрира дека е многу лошо состојба. Да. Благодарам, Владко. Го молам градоначалникот да се произнесе. Да. Исклучите микрофонот само таму. Советниче, благодарам на прашањето. Навистина е издржано и реално на моменталната состојба со село Чифлик. Таму сите сте запознаени или повеќето знаете дека имаме изготвено проект за асфалтирање на улицата Прохопчински. Точната димензија на улицата, должина на улицата е вметната во самиот проект. Јас како сегашен градоначалник го имам на увид целиот тој проект и во моментот сме во комуникација со изберениот изведувачот, претходниот градоначалник, и ќе ги направиме сите можни напори да излегнеме во пресрет на побарувањата на граѓаните од село Чифлик. Значи секаде каде што е возможно, промени на проектната документација ќе бидат направени и ќе се потрудиме тоа да биде за доброто на сите граѓани од село Чифлик, а и нормално и другите кои што влегуваат и излегуваат од село Чифлик. На кој начин е претходно правена проектната документација и кои се биле проценките за тоа каде треба да почнува и каде да завршува, сега во овој момент не можам да ви одговорам. Меѓутоа, тоа што го гледам како ситуација на теренот, можам да кажам дека навистина кога се асфалтира една улица, треба да има и почеток и крај. И некако е логички да се размислувате како што размислувате вие, но сепак мора тоа да биде во склоп на самиот проект, во склоп на самото урбанистичко планирање на населеното место. И значи ќе ни требаат дополнителни напори да направиме заедно со изведувачот да ја завршиме целата таа концепција на тој проект да биде така како што сакат и самите граѓани на теренот. Навистина роковите се кратки за изградба, но тоа не значи дека тие рокови со анекс на договор не можат да се продолжат, така да нема потреба да стравуваме дека ќе ни пропадне проектот како што кажавте вие. Значи проектот нема да пропадне, патот ќе биде завршен, таму имаме некои разговори дополнителни и по барање на самите мештани беше одложено изведувањето на улицата Прохопчински, асфалтирањето на улицата Прохопчински. Така да во тој дел треба да бидат спокојни граѓаните дека проектот ќе биде завршен според проектната документација и според проценките и потребите дополнителни измени да биде така како што сакат граѓаните. Тоа е врска со првото прашање. Во врска со второто прашање и фотографите мислам дека се однесуваат на првиот влез фактички од Кочани спрема Штип. Ја знаеме фактичката состојба со постоечките улици не само во населено место Чифлик, туку и во повеќето населени места. Не е за пофалба, точно е. Меѓутоа можем
да кажеме дека во овој момент веќе се изведуваат градежни активности од типот на крпење и санирање на ударни дупки на асфалтните површини, така да и овој дел од патниот правец кој што е влез во село Чифлик ќе биде соодветно саниран и ќе се овозможи нормален проток на луѓе и возила за влез и излез од село Чифлик. Значи во најкратко време, сега да не се врзуваме со денови, мислам не повеќе од една недела или 10 дена ќе бидат санирани ударните дупки во сите населени места. Благодарам. Ако може, градоначалник, за... Да, ако е дополнително повеќе. Да, дополнително прашање. За канализацијата у село Чифлик. Кракот е направено у село Чифлик, немаме прочистителна станица. Многу фамилии се приклучени на канализацијата и ако за краток рок не се направи таа прочистителна станица, ќе настане еколошка катастрофа во Чифлик. Имам сознание дека нема направено урбанистички план. Мислам дека треба да знаат целата вистина граѓаните од село Чифлик. Сакам и апелирам во што може пократок рок да почне изградата на пречистителна станица. Тоа е. Благодарам, Владко, и за третото прашање. Во текот на изборната кампања неколку пати го посетив населено место Чифлик. Зборувавме за главните проблеми кои што ги има во населено место. Навистина таму потребата од изградба на канализација и прочистителна станица е од огромно значење и приоритет број 1 за населено место Чифлик. Но ќе мора да разберете дека јас сум градоначалник веќе само 3 дена. И невозможно е за толку брз период да се решат сите натрупани проблеми од претходни владења со општината. Затоа ќе ве замолам за страпење, да ја увидиме целата фактичка состојба на општината, да ги видиме сите започнати или завршени проекти, да ги видиме сите планови и предвидувања за следниот буџет и следната буџетска 26-та година и да дозволите на начин како што јас го имам тоа зацртано во програмата, да ги реализираме сите потреби на граѓаните и на населено место Чифлик и на останатите. Значи, општината е составена од 14 населени места, нема да можеме да се фокусираме само на едно населено место и само таму да ги решаваме проблемите. Туку овдека сте сите представници на граѓаните на општина Чешиново Блешево и потоа на вашите населени места од кај што доаѓате. Проблемот со прочистителната станица е деценијски, да наречам, проблем, кој што се решава веќе многу пати и уште не е решен. Јас само тука можам пред сите вас да кажам дека ќе ги направиме сите можни сценарија за тоа тој проблем да биде решен во најбрз можен рок. Дел од финансиските средства точно е дека се обезбедени, но таму навистина има проблем со проектната документација. Поголем е проблемот со проектната документација, средувањето на урбанистичкиот план и останатите работи. Но ќе ми дозволите, значи, да се посветам на тој проблем и да најдам соодветно најбрзо можно решение. Канализационата структура која што сега моментално е во Чифлик направена е прво нефункционална, затоа што нема последниот дел од изведбата кај што треба да се одливат фекалиите. Ќе ги разгледаме сите можности, јас сега побарав од службите да ми го достават целиот проект, да го видиме, да ги повикаме проектантите и да видиме каде е проблемот, барем да можеме да ја направиме функционална канализационата мрежа до моментот додека да дојдеме до прочистителна станица. Да не се случува да мислиме дека имаме некаква канализација во Чифлик, а всушност е нефункционална, за жал. Тоа е моменталната состојба. Благодарам. Благодарам, градоначалник. Дополнително нямате? Владко, дополнително няма. За збор се јави Бранко. Овде Бранко. Јас имам само едно прашање во врска со Владко што ни има доставено за улица. Ми кажа дека има изготвено проектна документација, така проект. Таа има другата улица, таа. Добро. Океј, сакам да го прашам градоначалникот.
Дали има обезбедено покрај проектна документација, дали има обезбедено финансова конструкција за таа улица? Или само проектна документација? Благодарам на прашањето, советник. Да, значи тоа е готов проект со изберен изведувач, со помината тендерска постапка, со обезбедени финансии, со загарантирана динамика на изведба. По барање на мештаните на Чифлик, таа динамика е намалена, за да можат дополнително да се средат некои приклучоци во врска со канализацијата. Инаку таму имам обезбедено и финансии, и проектна документација, само ќе видиме дали е возможно да се направи промена по барање на жителите на село Чифлик. Благодарам. Бранко, дали имаш дополнително прашање? Благодарам. Дали друг некој има прашање? Ако немате други прашања, да затвориме втората редовна седница на Советот општина Ченова Облешево. Ви благодарам на сите за присуството. За наредната ќе бидете известени и навремено ќе ви бидат доставени документите.